Францускиот министер за вооружени сили, Себастиен Лекорну, го потврди продолжувањето на развојот на националниот вселенски авион, оценувајќи го како клучен елемент на идната вселенска програма. Тој нагласи дека ваквите технологии се стратешки важни за одбраната и заштитата на националните интереси во вселената. Лекорну откри дека Франција неодамна успешно го лансирала сателитот CS-3 со помош на ракетата Ирлайн 6, што представува голем чекор напред во технолошката основа потребна за развојот на вселенскиот авион. Ова лансирање е дел од пошироката визија за автономна вселенска моќ. Извршниот директор на Dassault Aviation, Ерик Трапиер, со години инсистира на развој на воен вселенски авион. Тој предупредува дека Франција може да заостане за други сили како САД, кои веќе тестираат технологии како беспилотниот дрон X-37B, доколку не вложи значителни ресурси во оваа насока. Иако претходниот концепт Вехра не доби зелено светло поради недостаток на финансии, сега повторно се актуализира како одговор на геополитичките предизвици и се поголемото значење на вселената во одбранбените стратегии. Полумаратонот во Пекинг и Јужуанг, на кој за прв пат требаше да се надпреваруваат хуманоидни роботи заедно со луѓето, е одложен за 19 април поради најавени силни ветрови. Организаторите соопштија дека безбедносните услови не се соодветни за трката, особено имајќи ги предвид потенцијалните ризици поради нестабилноста на роботите во ветровито време. Трката ќе се одржи во високотехнолошка област во Пекинг, каде се наоѓаат над 100 компании за роботика и каде владата инвестира 10 милиарди јуани во нивен развој. Поради високите трошоци за труд и предизвиците со економијата, се повеќе кинески компании се насочуваат кон автоматизација и употреба на роботи за да го поттикнат растот.